Тоа сме го најавиле речиси од март ова година. Тоа првично почна од страна на општините, каде што ги префрлува јавните осветлувања и дел од снабдувањето со електрична енергија за потребите на јавните комунални предпријатија и после се следи од страна на одредени компании. Ние ја имаме листата како влада и како Министерство за економија. Заедно со Регулаторната комисија за енергетика сме информирали управата за јавни приходи и финансиската полиција. Очекувам и двете институции да постапат согласно законите, а за да не оставиме да направат дополнителна штета, веќе е донесена одлука од страна на владата, каде што обврска на универзалниот снабдувач ќе биде од 1 декември да ги исклуче од регулиран на пазар и веднаш да ги префрле на отворен пазар. Ние сме му дале обврска на универзалниот снабдувач во овој случај од 1 декември да ги исклучи сите тие кои се префрлиле од отворен на регулиран пазар. И тоа веќе не е обврска на фирмите, тоа е обврска на универзалниот снабдувач да го направи истото. Јас јавно сум кажал, значи има други институции кои треба да постапат согласно таа проблематика. Значи некој не постапил, тоа е... Па ќе се обратите во тие институции. Од март ова година и Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика ги доставиле листите до управата за јавни приходи и до финансиската полиција. Ова важи и за општините и за приватните компании. Во делот на плаќање на ДДВ, значи таму јас мислам дека има злоупотреба и за ДДВ-то, значи се знаат кои се одговорни институции и кои треба да ги направат соодветните контроли, заради тоа што во делот на регулираниот пазар имаме стапка на ДДВ од 5%, а во слободен пазар имаме друга стапка, затоа во тој основ треба да се направат соодветните контроли да се преземат соодветните мерки.